еден од најзастапените литературни жанрови во Библијата се биографиите и е сосема нормално зашто Словото на Бог се занимава со животи на реални луѓе, со биографии. Но има голема разлика меѓу биографиите во Светото писмо и оние што ние ги пишуваме. Нашите се многу субјективни, имаат за цел да ги идеализираат луѓето. Тоа е тенденцијата на човекот да гради култ од грешниот човек. И тоа посебно беше изразено и изразено сегаш кога има посебни идеолошки причини. Во минатиот систем требаше да читаме многу биографии на идеолозите на марксизмот, зашто и тоа беше една од целта на тој систем, да создава култ кон личностите како решение да се услови човекот од верата во Бог. Човекот требаше да го замени Бог во таквото атеистичко општество и се пишува биографии на идеолозите на тој систем и сите тие биографичари ги представуваа како совршени луѓе, како богови, без никакви недостатоци. Но тоа не е само идеолошки проблем, тоа си, како што кажав, тенденција на човекот. Човекот да го представи грешниот човек како идеален. Но за разлика од нашите биографии човечки, во кои хероите од минатото, историските личности, ги представуваме без недостатоци, Библијата е објективна, дури може да кажеме немилосредно објективна во описот на библиските херои. И ние христијаните, кои сме исто како и останатите луѓе со таа грешна природа во себе, некако ни пречи таа верност кон фактите, кон тие историски личности, библиски, и се обидуваме во нашите проповеди неко да ги облажиме, тие нивни недостатоци. Дури и да ги идеализираме библиските херои. Навикнати сме, кога слушаме биографски проповеди, да се сокријат недостатоците и да се истакнат само добрите страни. Сеќавам пред многу години правев една долга серија за животот на Авраам од книгата Битие, во кој што Бог ни опишува еден 70 годишен процес на градење во верата на човек кој е земен од паганска средина, за да биде на крајот изграден во татко на верата. Објективно ги представува в недостатоците и сите слабости што ги покажува Аврам во неговиот растеж во верата. И уште на првата лекција, така да кажеме, добив забелешки од луѓето. Не им се допадна. Очигледно навикнале да слушат за Авраам само како за татко на верата. И дури добив препораки да ги облажувам. Добро се ти не мора се да кажуваш, кажи ги само добрите работи. Што е проблемот? Проблемот во тоа што ние на таков начин ја релативизираме Божјата благодат. Бог е совршениот, благодатниот, кој тие грешни луѓе, кои се како нас со сите слабости, ги гради во херои на верата. Особено истакнат случај се Естер и Мардухеј, и скоро сите проповеди што сум ги слушал се такви обиди да се представат како херои на верата, пожртвувани, посебно Естер, а инаку по самата книга ние гледаме едни луѓе кои, и тоа е целта на книгата, да ни представи евреи кои би требало да исполнат Божјата воља, заповед да отидат во Ерусалим, зашто им е дадена таа можност да се вратат од робството, да го градат храмот Ерусалим, меѓутоа тие привлечени од богатството, добриот живот во Персија, зашто Персија во тоа време е, да кажеме, Швајцарија денес, решиле да останат. И гледаме како живеат тие луѓе, кршат Божји закони. Така почнува, првите глави се полни со кршење на закони од Божјиот народ. И не случајно отсуства зборот Бог во таа книга, зашто
во нивните мисли, во нивните збори, во нивните разговори не се изговара Бог, не се спомнува Бог. Целта е да се покаже духовното ниво на тој народ. И Божјата благодат, иако не се спомнува, тој е тука. Верен е кон својот народ и го спасува. Меѓутоа, ние сакаме да го тргнеме тој факт и проповедите обично за Естер се романтични, како таа се жртвува и така натаму. И на тој начин ми пак издигаме култ и релативизираме Божјата благодат. Затоа Библијата е објективна. Ние сегаш го опишуваме наши верзии за библиските или хероите на верата во историјата на црквата, ги правиме субјективно така, ги истакнуваме. Тоа се случува и со нашите протестантски биографии на протестантските јунаци на верата, а па ако се вратиме во првите векови кон хагиографијата, житијата на светците, тоа е една дебела книга во која што се опишани животи на сите оние кои се канонизирани како светци и во источна и западната црква, ќе видиме митологизирање. Само добрите работи и преувеличени. Дури има херои на верата кои се борат со змеови и ги поведуваат. Тоа е човечкиот обид да изгради култ кон личноста. Библијата, како што кажеш, објективно, зашто ни сака да не научи, да го видиме тој процес на Божја благодат кој гради од несовршените луѓе Божји служители. Затоа ние во средите разгледуваме повеќе теми, но една е нели битија и сега сме околу потопот. И така, читајќи го животот или разгледувајќи го животот на Ное, како тој верно 120 години гради кораб, послушен е на Господ, и споминува се и Бог склучува завет во 11 глава. И ако ние пишувавме таа историја, ќе прескокнавме еден факт кој Бог решава да го вклучи. После таа идеална слика за Ное, откако нели поминува низ потопот, и создаваме на слика за едно совршено семејство, и во еден момент што се случува? Што е првото што го прави Ное откако завршува се? Ќе си земе убаво плодно земјиште и првото што ќе го посади, лозе ќе си посади. Ќе си го собира лозето, ќе си направи убаво вино, ќе се напие и гол ќе легне во сред шатор. И тоа првото нешто што ни го пишува Бог после избавувањето големо, тоа единствената фамилија која останува на земјата. Ако ние ја пишувавме Библијата како луѓе, ќе го вклучавме ли тоа после една таква убава историја на животот на Ное. Но тоа е целата на Библијата да ни покаже дека Ное не беше совршен. Неговата фамилија не беше совршена. Хам не беше совршен. И така натаму. Затоа, нели, опишени се неверствата на Давид. И сега стигнуваме до Петар. Петар кој е, така да кажеме, јунакот во Евангелијата и понатаму во животот на црквата, во еден поголем дел. Тоа е тој на кој што западната црква ја крепи својата традиција. Првиот папа во Рим и сите останати папи се втемелени на него. И расказот за падот на Петар е сурово искрено напишан. И знаете што? Во Евангелијата малку се расказите или настаните кои се опишани од сите евангелисти. Евангелистите прават селекција и решават што да вклучат. Хранењето на 5000 е еден таков расказ кој сите четворица евангелисти го вклучуваат. Друг таков редок настане ова одречување на Петар од Христос. Сите па евангелисти решили да го вклучат. Зошто никој не сокрил? И секако намерата не е за да го да ја намалат вредноста на Петар. Некако да му се одмаздат. Не, многу е поучен. Секоја книга, секој настан што е вклучен во Библијата е вдахновен од Бог. Бог решил да биде вклучен. Зошто содржат големи поуки, многу важни поуки за нас. И самиот факт што
Христос на 2 пати го предуваше Петар, затоа ни покажа колку е важен тој настан. Неговото случување. Неговото одрекување е една убава слика, една добра лекција, повеќе лекции, именно тоа е основната, за нашата реална состојба, природна состојба. Тоа на што Павле го нарекува во 7 глава на Римјаните дејство на законот на гревот кој живее, дејства преку нашите телесни органи на смртта. Еден закон, еден номос кој не ни дозвола, кој ни пречи, кој се спротивставува на вршењето на Божјата воља, на исполнувањето на Божите заповеди. И толку и Павле го чувствува како силен тој притисок, тоа дејство, што во еден момент изјавува колку сум несреќен воочи. Јас сум ептен несреќен човек. Или окаен човек, на кој што нема спас. Кој ќе ми избави од телото, од ова тело на смртта? И за потоа, нели, да изјави: му благодарам на Бог преку Христос, нашиот Господ. Нема спас од таа ситуација без благодатното дејство на Бог, кој преку Христос, преку неговата жртва, ни обезбеди ресурси да се спротивставиме на тој закон на гревот и да живееме по друг закон. Да живееме под благодата, под духот да живееме, кој ни го носи Христовото присуство, Христовата сила, многу посупериорна од законот на гревот, за да го живееме Божиот живот. Тоа е, и ќе видиме понатаму на крајот во некои од грешните чекори на Петар. Тоа е на што тој занемари. Неговата самодоволност, самодоверба. Јас. И тука тоа го гледаме, нели, како една утешителна лекција. И се ова се случува во еден многу така емблематичен момент кога Христос страда, кога е тепан, кога е шамаран, кога е понижуван, кога е мачен, кога е распнуван. Во тој момент се случува сето тоа. За да не се покаже пак таа жртва, вредноста на жртвата, да не избаве токму од таквите падови низ кои што помина Петар. И да видиме каков првосвещеник имаме. Првосвещеник кој помина низ истите искушенија низ кои што помина и Петар. И може да ги свати, не разбира, целосно. Ние имаме првосвещеник кој се застапува за нас целосно, разбирајќи ги нашите состојби. И многу поинаков, во секој поглед. Знаете, овде има неколку ликови главни. Ана, Кајафа, Петар, Пилат, тие се тенат, Јуда. И знаете, нема многу разлика меѓу сите нив. Сите нив ги обединува едно нешто, личен интерес. И Ана, и Кајафа, и Петар, и Пилат, и Јуда. Знаете, во надворешноста, во надворешните постапки, сите се наликуваат меѓу себе. Нема разлика. Да, има разлика меѓу Петар и сите останати, ќе видиме. Меѓутоа, тоа е суштинска разликата. Меѓутоа, во однесувањето е иста. Од друга страна, се што прават мотивирано од своето желба да се заштитат себе си. На другата страна стои Христос кој се прави да ги заштити другите. Ако сите други прават се за да си го зачуват животот, тој си го дава животот. Си го жртвува за другите. И тоа се тие две големи полки што ќе видиме овдека. Прво, неуспехот на Петар, од кој што можеме многу да научиме, и второ, утехата, благодата која доаѓа од нашиот првосвещеник. Ајде да видиме сега како Јован преку неговата призма ни го представува падот на Петар. Тоа е, бидејќи е таков идеолог, е сликовит, го прави тоа не толку со зборови, туку со идеи, менување на сцени. Неколку пати ќе смени локацијата, не движи од палатата или натрешните простории на Ана кон неговиот двор, па пак не враќа во натрешните простории, па пак не вади надвор во дворот, за да истакне контрасти. Тоа е мајстор за тоа. Контрастите
како што се темнина светлина, овдека се гледат многу јасно. Во начинот на кој што тој ни го раскажува овој настан. И така, почнува текстот со најавата дека по Исус одеше Симон Петар и еден друг ученик. Значи, пак да дадам малку една временска одредница, Христос е уапсен и веќе до 15 стих, од 12 се запознавме кај е однесен. Тој е однесен во домот на Ана, кој што не е првосвештеник, но е патриарх на таа првосвештеничка фамилија. Другите ученици не ги знаеме, тие се разбегале преку Масленовата гора, сигурно тргнали на кај Витанија да се спасуваат кај пријатели, разбегани се. Меѓутоа Петар е оној кој што е доследен на ветувањето што си го даде. Тој оди, го следи Христос, не бега. Заедно со некој друг ученик, не ни е кажено името, но сите се согласни дека се работи за Јован. Тој така анонимно се представува во Евангелието и на други места и обично, кога ќе се спомне другиот ученик и во другите ситуации во Евангелие се имал пред Петар и Јован заедно. Има некакви врски во дворот, тоест во семејството на првосвештеникот. Традицијата вели преданието дека Јован потекнува од некоја трговска фамилија во Галилеја која имала трговски врски со ерусалимските бизнисмени, а тука главата на сето тоа е првосвештеникот Ана. Така да тие се тие некакви врски. На вратата има портирка, не знам како да наречеме, жена слугинка која решава кого да пушти во дворот. Веќе Христос е внесен во внатрешните простории. Во првите 2 стиха од таа сцена, 12-13, ни се представени ликовите, Ана, Кајафа, кои се тие, и наеднаш сето тоа е прекинато и не пренесува пак во дворот. Јован веројатно влегол и внатре, поради врските што ги има, во самото место на судење на Христос, додека Петар чека надвор. Не му се дозволува влез и Јован доаѓа да го пропушти и тој да влезе. И тука ова е Петар до тој момент очигледно покажува смелост. Тој се приближува се повеќе до едно место кое е непријателско. Само неколку, не знаеме колку минути, мига порано, Петар извади нож против оние со кои што сега треба да седне во дворот. Тој го исече увото на слугата, на првосвештеникот на Малх, кој може би е таму, во дворот. Така да, тука можеме да видиме како таа смелост на Петар се топи, се повеќе се топи како снег на сонце. До еден момент веќе, кога се соочува со портирката, таа е најниско, да кажеме, на таа скала на авторитети. И му постава прашање, да не си ти од учениците на овој човек, всушност, прашањето е поставено реторички, не е точно така, туку се очекува позитивен одговор. С други зборови, прашањето уствари, нели ти не си? Да те пуштам, може да те пуштам, зашто ти нели не си од учениците на Христос. Неш малку наликува на начинот кој што измијата ја прашува Ева, зар Бог, тоест не е зар Бог рекол така, туку нели Бог такво нешто не може да каже, дека вие ќе умрете, како може да умрете. Така и е поставено и овдека, што предпоставува, нели, позитивен одговор. Нели ти не си? И Петар вели, да, не сум, како може ја да сум од учениците на Христос. Во секој случај ја губи смелост. Тоа е лизгавата патека. На едно такво реторичко прашање, нели не си, не сум, се крши тој лед. Во гревот, во правењето на грев, првиот пат е најтешко. Првото кршење на Божјата заповед.
И после кога ќе се скрши ледот, се тргнува по таа лизгава патека, каде што веќе паѓањето оди во слободен пат. Е слободно. И тоа ќе го видиме, нели, понатаму. Го започнува тоа срамно паѓање. И од тука сега завршува, нели, вакво со 80-тиот стих, а слугите и стражарите беа запалиле оган и стоја па се греја. Сега, и се грееше, нели, Петар. И ова, ќе видиме, вовет, со ова завршува таа сцена. Како Петар застанува покрај останатите што го апсеа Христос и ќе продолжат понатаму во мъчењето и екзекуцијата. И следната сцена не враќа пак натре во дворецот на Ана, за да видиме па таму што се случува. Во каков специфичен момент се случува второто Петрово не или несум. Како иде, значи, ноќта била студена, пишува, запалиле оган, се грееле зашто било студено, и Јован вклучува една фраза која звучи така злокобно, зашто истата фраза ја среќаваме и малку порано во истата глава. За Јуда, кога го апсат, Христос му ги става оковите и додава и Јуда стоеше меѓу нив. Тоест, со нив стоеше и Јуда. Истата фраза со истите зборови. Со нив стоеше и Петар. Нема голема разлика. Со кого со нив? Па со тие што го апсеа Христос. Со противниците на Христос стоеше и Петар. Едвај се разликувал од Јуда. Се грееше заедно со нив. Во непријателска средина си стоеше Петар. Како и Јуда. Јуда го нема веќе. Не знаеме каде е, може би тоа се случува онаа нели кајање, но како и да е, неговото место сега е заземено од Петар. Тоа е таму што стои на место Јуда меѓу непријателите. Не се разликува многу надворешно, има голема разлика, ќе видиме секако. Но вистината е овде каде тој пат, така да кажеме, ќе продолжи, како што Метју Хенри пишува, оние што се греат со злите, стануваат ладни кон доброто. Оние што го сакаат огништето на ѓаволот, се во опасност од огнот на ѓаволот. И таму се наоѓа Петар, стои со непријателот, додека Господ стои сам. Тоа е во просторијата внатре. И од 19 стих се случуваат оние распрашувања. Видовме 13-14 само воведот опишува кој е таму, Ана, Кајафа, додека сега од 19 стих почнува распитот. Ја напушта сцената или да завршува таа сцена во дворот со описот дека Петар е меѓу непријателите и се грее. А внатре пак Христос се распрашува и првото прашање што му го поставувате за учениците. Вели, и го прашаа за учениците. И Христос ништо не рече за учениците кои бегаа. Веќе Петар еднаш се одрече од Христос. И Христос останува добриот пастир. Тој вети дека ќе ги штити и ги штити учениците. Не одговори ништо за нив. И потоа веќе во следните стихови пак не враќа назад во дворот на Ана. Тој момент кога Христос веќе овдека е мудрен шамарот, понижен е Христос. И Христос не си помисли како што ние би се помислиле, за овие ли да трпам шамари? Овие, еве, се откажа од мене, се разбегаа. Не, тоа е нашиот првосечник кој што устои до крај. Петар се одрече од Христос, ама Христос не се одрече од Петар. Таму, на распрашувањето. И така додека се спротивстава Христос на оние што го испрашуваат, Петар венее се повеќе пред противниците. И така, 25 стих е тоа второ одрекување. И додека стоеше се грееше, пак го праша сега тие што се околу огнот или стражарите. Тие се веќе малку поопасни од слугинката на вратата,
Но прашањето е исто. Не ли ти не си од неговите ученици? Истото прашање со истата реторичка конотација. И Петар одговара, не сум. Повторно, не сум. Веројатно, откако веќе влегол внатре, Петар чекал дека престануваат прашањата, што ме пуштен од вратата, што ме поминал проверката, му се проверени документите, сега кој ќе го распрашува пак натре? Виде, за чудо пак е прашан. Дали го издава јазикот, галилејскиот диалект, може би не си ја држал устата затворена, дали изгледот, пак е прашан. За да биде уште еднаш по трет пат. Тоа веќе е кулминацијата, кога еден од слугите на Малх, кој што чиштуво е исечено, тој сигурно бил таму во близината на Малх како роднина, најдобро можел да го види Петар, го распознал и рекол, ама јас те видов тебе во градината со него. И тука веќе прашањето е многу подиректно, многу деликатно, зашто првите прашања се дали си не сум. Ама кога веќе јас те видов таму, ти беше извади нож, ти го повреди. И тука Петар се одрекува. Порекна. Не пишува, и сега Јован не пишува не сум бил, како во првите два случаеви, туку Јован многу така, лакомски, кратко, вели, порекнува, а всушност тука се случува она одрекување од Христос со клетви. Жими мајка, не сум. Господ да ми направи нешто. Ако јас го познавам тој човек. Не го ни познавам, всушност, вели Петар. Не го познавам воопшто кој тој. И се колне, тврди дека не го познава. Јован нема потреба тоа да го прави, бидејќи самите слики што ни ги дава се многу контрастни. Говорат многу. Во тој момент Петар не сака да има ништо заедничко со Христос. Зошто? За да го спаси животот. За животот човек би направил се. Ние имаме една народна, вели, брат за брат, ама сиренето за пари. Парите се поважни од братот. Меѓутоа Библијата има уште посилна изрека кажана од Јов, кожа за кожа, а за животот свој ќе даде, тоест сатаната му каже тоа на Бог, кога бараше да му наштети на Јов, вели, ќе видиш што ќе ти направи, зашто кожа за кожа се дава, ама за животот свој човек се ќе даде. Тоа е во 2 глава 4 стих на книгата Јов. Се што прават тие тука луѓе, го прават за својот живот, за разлика од Христос кој си го даде животот. И тука Јован, дури Христос би го дал Петар, за да си го спаси животот. И тука завршува лаконски, веднаш запеа петал. Не вклучува повеќе драматизам, но јасно ни потенцира дека се исполнува тоа што Христос го најави. Кога 3 пати ќе пропее, ти 3 пати, кога ќе пропее петал, 3 пати ќе се одречеш. И сега, тука Лука ни дава повеќе информација, сакам да ја вклучам овдека, да разработам во контекст на поуките кои можеме да ги добиеме од тој пат на Петар. Пишува Лука во неговото Евангелие од 22 глава дека во тој момент всушност Христос излегува. На крајот овдека завршува текстот во Јован дека Ана решила да го прати Христос во домот на Кајафа, тамо да продолжи распрашувањето. И тој моментот кога излегува, поминува низ дворот на Ана и се среќаваат погледите на Христос и на Петар. И пишува Лука дека тоа е моментот кога Петар се сети на предупредувањата на Христос, на неговото пророкување. И тогаш почнува тоа кајање, излегува надвор и почнува да плаче. Почнува тоа негово обновување, да кажеме. Но има нешто друго што Лука додава овдека, како вовед кон тој настан, во истата 22 глава, но малку порано, во 31 стих, тој вели: Симоне, Симоне, ете, сатаната посака да ве вее како пченица. Буквалната фраза, тоа е идиом, поговорка. Вее како пченица. Тоа сака да каже, може да прави што сака. Партал може, решил, може да ве направи. И тоа
Тој е мокен противник, многу помокен од нас. Но јас, продолжува, се молев за тебе за да не се изгуби твојата вера. И кога еднаш ќе се обратиш, и тука збориш кога ќе се свртиш, ќе се вратиш назад, на правилното место, кај мене кога ќе дојдеш пак, да ги укрепиш браќата своји. Христос овдека вели, но јас се молев за едно нешто. Твојата вера да не пропадне, да не се загуби, да не отиде. Ете така, твојата вера. И од тука ние можеме да изградиме и го градиме, всушност учењето за истрајноста на светиите. Тоа е бидејќи Христос се моли нашата вера да не пропадне, да не се загуби. Истрајноста на светиите воопшто не значи дека нема да дојдеме во ситуацијата во која што дојде Петар, дека нема да залута, или туку дека неговата вера ќе истрае до крај. Знаете, законот за гревот, за кој што не говоревме, кој пишува апостол Павле, дејства, продолжува да дејства во животот на верниот човек и кога тој ќе биде новороден, ќе продолжи да го искушува и може дојдат и падовите. И во такви ситуации, како и Петар, може воопшто надворешно да не наликуваме како останатите, тоест да не се разликуваме од останатите грешници. Меѓутоа, она што го одликува Петар, од сите тие таму, вклучително нели од Јуда, иако и тој стоеше меѓу противниците, е неговата вера. Петар исповеда за Исус дека е Христос, Синот на живиот Бог. Петар поверува дека Христос е Бог, дека е Месијата, дека е Спасителот. Тој имаше таа вера. И Христос, и тоа е она што го спасува верата. Верата во Христос. И она зашто Христос рече дека се моли да не се загуби таа вера. Да не се загуби спасението со други зборови. Јуда го немаше тоа, Петар го имаше. И тоа е нашата сигурност, дека верата на вистинскиот верник, спасителната вера нема да пропадне. Нема да пропадне зашто Христос се застапал за нас. Нема да пропадне зашто неговата благодат ќе ја држи таа вера во нас. Нашата истрајност во верата, како свети, се должи на неговата благодат, на неговото дејство, присуство преку Светиот Дух во нас, на службата која не одржува постојано во верата. И не враќа кога ќе залутаме. Не помага да истраеме во верата до крај. Така да и дури на крајот на краиштата таа благодат е толку голема што еве и таа ситуација на Петар, таквите ситуации во нашиот живот, на крајот ги претвора во наша полза. Христос му рече, јас се молев да не пропадне твојата вера. Но напротив, кога ќе се вратиш, ти да ги укрепиш и твоите браќа. Ти да видиш оној што понатаму ќе ги јакне другите. Да, помудар и поспособен да ги зацврстува другите. И тоа е нашето охрабрување. Меѓутоа, тоа не значи дека можеме да правиме што сакаме. Петар придонесе во неговиот пат, самиот придонесе со низа чекори што ги направи. Би очекувале Јуда тоа да го изврши, зашто тоа е синот на погибелта или синот на ѓаволот. Меѓутоа, Петар исповеда дека Христос е Месијата, дека тоа е Синот Божи. Не би очекувале од неја. Придонесоа чекори, опасни чекори, и првото, веќе го спомнав, таа негова преголема самоувереност. Имаше дискусија меѓу него и Христос во горната одаја, во 13 глава, кога Христос рече дека оди да обезбеди место за живење, и Петар му рече во 36 стих на 13 глава, Господи, каде одиш? Исус му одговори, каде што јас одам, ти не можеш да дојдеш по мене, но подоцна ќе дојдеш. А Петар му рече, Господи, зошто па сега да не дојдам?
животот свој ќе го положам. А Исус му одговори, животот ли ги го положиш? Вистина, вистина ти велам, нема петел да запее, додека ти 3 пати не се одречеш од мене. Петар покажува самодоверба. Некои велат дека бил најстар меѓу учениците, други сметат дека бил таква личност, но наистина тој се чувства како она примус интер парес, тоест прв меѓу еднаквите. Нема ниеден издвоен од Христос, ти ќе бидеш најголем, меѓутоа има прв меѓу еднаквите, Петар се чувства како таков. И како таков тој со самочувството излегува и вели, јас никогаш нема да те оставам. Јас извев неколку негови изјави, ова што го прочитавме и ова, меѓутоа од другите евангелија можеме да извадиме такви самоуверени изјави, дадени во овој контекст, овој настан. Вели, ако и сите се соблазнат поради тебе, јас никогаш нема да се соблазнам. Знаете, има едно правило, вели, никогаш не вели никогаш, никогаш не вели секогаш. Тоа се апсолутизирање на работите. Нема никогаш и нема секогаш. Кога станува збор за нас луѓето, само за Бог важат тие апсолутни изрази. Или друг таков, и да треба да умрам со тебе, пак нема да се одрачам. Или друг таков, Господи, подготвен сум да одам со тебе и во затвор, и во смрт. И една последна, и ќе го положам својот живот за тебе. Многу силни изјави. Јован Златоуст новиот список на изјави вели Петре, 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 што збориш. А пак Александар Вајд, познатиот шкотски проповедник, вели во мигот кога верникот паѓа, тоест мигот кога верникот паѓа, е мигот кога престанува да се плаши дека може да падне. Духовната сигурност во себе и самодоволноста е знак дека човекот престанал да е свесен за сопствената слабост и моментот кога ќе почне да паѓа. А пак падот, секако, ќе го освести за таа слабост. Ако мислиме дека можеме да живееме сами од себе, уверени дека стоиме и не можеме да паднеме, ќе бидеме изненадени како Петар, што беше изненаден. Павле дава еден апостолски совет кој го има, во кој себе си има во предвид, важи за останатите апостоли, особено за оние лажните, во тој контекст го кажува, кој мисли дека стои, да гледа да не падне. И ако тоа е важно за него, за тие апостоли за кои што пишува во Коринт, колку повеќе важно и за нас. Да живееме со мислата дека не можеме без благодата, без силата на Светиот Дих. Знаете, Петар кога Христос тоа му го кажа, Петар се исмеа на тоа. И рече, ти не ме знаеш мене, што јас ќе направам за... Колку сум спремен јас за тебе да се жртвувам. Така беше реакцијата на Петар. Господи, ти не ме познаваш доволно. Јас се познавам себе си. Ти не ме знаеш мене. Очигледно за тие 3 години не си ме научил. Што Петар добро се познаваш, како сите ние добро се познаваме. И во момент остана изненадан од себе си. Како може да падне така, големиот Петар. И знаете, Петар стоеше на тоа. Да, кога го отсече увото на Малх, тоа беше доказ дека, еве, спремен сум и во смрт и во затвор да одам за тебе, зашто тоа беше постапка кој можеше во затвор да го однесе. И во смрт. Да, дури, еве, тргна, доди по него, додека сите бегаа, останатите се разбега. Тој продолжи да оди. И јас си мислам на тој момент, тој ска, сега му докажав. Јас го секов. Другите стојат така, ама јас вадев меч, тргнав да го бранам. Еве му докажав дека не е во право за мене. Додека не се стопнели во тој момент, таа негова смелост. Таа самодоверба. И тоа првиот пат се случи пред слугинката. Една обична слугинка. Знаете, сите ние имаме и силни страни, и слаби, имаме способности, меѓутоа сето тоа е Божјата благодат.
Саме по себе сме само прав и пепел, како што вели Авраам. Така да, тоа беше првиот чекор на паѓање. Таа негова самодоверба. Духовна сигурност во себе си, дека тој не е како другите. Да, другите, Петар ги знаеше колку се слаби, ги знаеше останатите апостоли, тие се слаби, да, ама јас не сум како нив. Нема да ме изненади кога они ќе се разбегаат. Што може да очекуваш од останатите? Ама јас не сум како нив. Гледаме ли така и ние? На себе си и на луѓето околу нас. Останатите, да, останатите. Не се изненадувам од останатите. И колку повеќе минува времето, да ви кажам, се повеќе се изненадувам од себе си. Се изненадувам. Да. И разбирам колку малку се познавам. И се чудам многу пати. Како може да сум толку слаб, мислејќи дека сум толку силен. Не можеме ништо без Господ. Ништо не можете без мене, им рече Христос. Второ, не таа самоувереност, до што доведе кај Петар. Христос, кога стигнаа во градината, во Гециманската градина, им кажа, сега бдејте, молете се, бидете будни и молете се, за да не паднете во искушение, зашто духот е бодар, ама телото е слабо. И кога го кажа тоа Христос во Матеј, падна на земја и почна да се моли. Зашто многу добро знаеше што доаѓа. Ги знаеше неговите искушенија, ке ги помине до таа мера што дури во еден момент во таа човечка слабост на човечкото тело посака сето тоа да го одбегне некој, да биде избавен од сите тие искушенија. Но се молеше. Што направи учениците, вклучително и Петар? Ми се легнаа. А имаа толку долга, така да кажеме, беседа во горната одеја, со толку многу поуки. Нели им вртеа мозоците околу сите тие поуки? Абе си заспаа спокојно. Добро, долг ден. Многу било. Можеби тие долги поуки, таа долга беседа ги истоштила. И заспаа. И дојде падот. Знаете, кога ја имаме таа самодоверба, духовна сигурност во себе, тоа уште не треба и молитвата, не ни треба словото. Се подпираме на своите можности, способности, на нашите стратегии. Знаете, тоа оди обично заедно. Самодовербата и независноста од Бог. Чувството дека сме слаби, сознанието дека сме слаби, ќе не тера да бдееме, да се молиме, да бараме заедништво со Бог. Тој не се покори на таа заповед. Тоа го даде Христос како заповед, да се молат, да бидат будни. И ние имаме потреба од таков молитвен живот. Еден од најголемите поттици за нашата молитва е сознанието, а тоа доаѓа со духовната зрелост, дека зависиме од Бог. И треба постојано да бидеме, да се молиме, зашто сме слаби. Третото нешто што е истакнато во овие текстови, неколку пати се повтора, е фразата "оддалеку го следеше Господ". Оддалеку го следеше. Или врвеше по него оддалеку. Оддалеку одеше по Господ. Знаете, тоа беше таа средина. Зошто оддалеку? Зошто од близу не дојде до него? Тако оддалеку. Зашто таква беше средината. Не сакаше да биде поистоветен со Христос. Оддалечина. Да не биде многу јавен, така да кажеме, во својот однос со Христос. И тоа е исто така проблем. Проблем или чекор кон пат. Зашто и ние имаме тенденција да не бидеме многу јавни, така да кажеме, откриени во нашиот живот со Христос. Да го прикриваме во јавноста. Оддалеку така, да одиме по Христос. Оддалеку да го следиме. Ама знаете, кога оддалеку го следиме Христос, тогаш одблизу го следиме светот. Зашто таа далечина од Христос го турна во средината меѓу
непријателите, противниците на Бог. Тој меѓу нив, со нив стоеше околу огнот. Во логиката има еден закон, логички закон, кој велат, закон кој се нарекува за невозможната средина. И основниот принцип, тоест пример, дефиниција на тој закон за недозволена средина е ти или си или не си. Нема сум и не сум. Тоест, или да бидеш или да не бидеш. Не може и да бидеш и да не бидеш. И тоа важи најмногу за христијанскиот живот. Нема меѓусостојба. Или пребиваш во Христос, или пребиваш во светот. Не може да пребиваш и во Христос, и во светот. Се исклучуваат тие две работи. Или од близу ќе го следиш Христос, а ќе си далеко од светот, или од далеко ќе си со Христос, ама ќе си близу во светот. Не можеш подеднакво да си близу и со Христос, и со светот. А ние сакаме тоа да го правиме. Тоа Петар го направи. Се оддалечи од Христос, се доближи до светот. Знаете, ние сакаме, токму тоа го сакаме, да ги имаме благодатите во Христос, духовните богатства во Него, а во исто време и да црпиме се оно што светот може да ни го даде. Удобствата, богатствата и некако да балансираме близко со Бог, ама и близко со светот. На крајот на краиштата тоа значи оддалечување од Бог. И нашето осветување, нашето одење кон световност, не знам како да го наречем. Световност. И тоа е проблемот на црквата денес, световноста. Црквата сакајки да стане поблизо до светот од добри намери, нели да влие повеќе, со тоа што ќе наликува повеќе на светот, ќе ги усвојува навиките на светот, вредностите на светот, за да повлие на светот, станува како светот. И се оддалечува од Бог. Или сме Христови, или сме световни. Нема средина. Единствениот начин на кој што христијанот може да живее христијански живот со целосна посветеност на Христос преку силата на Светиот Дух без компромис. Секако, дури кога се стремиме за таков живот, падовите доаѓаат, загонот за гревот се живее во нас, продолжува. Но, и тука е пак втората лекција. Првата е предупредувањето што ни го дава примерот на Петар за неговиот пат, да внимаваме. Од друга страна, благодатта е тука. Нели? Христос не се откажува од нас. И тоа го гледаме, знаете, на крајот, како завршува последниот настан од ова Евангелие според Јован. Христос ќе го побара Петар, во Галилеја, ќе отиде таму на езерото и ќе го најде каде лови риба. Да, тој е таму и за другите ученици. Меѓутоа, најмногу е за Петар таму. Зашто од сите Петар се спомнува најмногу. Тој ќе се фрли во водата кога ќе разбере дека тоа е Христос. И со него разговорот 3 пати ќе го праша, нели Христос, дали го љуби. Тоа беше една мисија што Христос имаше кон Петар, да го обнови, да го врати, да го способи за службата што му ја даде, да ги зајакнува останатите. Тоа го прави нашиот првосвештеник, нашиот добар пастир, кој што знае низ какви искушенија поминуваме, ги знае нашите слабости, но е милостив и верен првосвештеник кој се застапува за нас. И тој претрпе многу. Тој знае многу добро што е човек да биде осамен. Да и искуси. Беше напуштен од сите. Се одрекува. Знаете, Петар своето одрекување го засили со клетви. Се колнеш дека не го ни познава Христос. Го знаеше сето тоа Христос и не го направи огорчен. Напротив, тој продолжи да се застапува. Тој е нашиот сочувствителен првосвештеник.
Тој знае што значи да бидеш удрен, некој да бидеш удрен со шамари. Го удираат таму во домот на Ана, понатаму се истите шамари ки го удираат римските војници, кога ќе се исмеваат, и ќе му стават трнова круна. Истите тие понижувачки шамари ќе ги претрпи. Понижување. Знаеш што значи да бидеш навреден. Знаеш што значи неправедно да се постапува со некого. Сето тоа го искусил и сепак во ништо не сгреши. И затоа тој сочувства со нас и е готов да ни помогне во време на потреба. И тоа е нашето големо охрабрување. И ветувањето дека по Божјата благодат можеме да стоеме со него. Тоа е оној кој што се застапува да истраеме во верата. Нашата вера да не пропадне, да не загине, да не се загуби. Ако некој е без Христос, тоа е како Јуда. Тоа е синот на погибелта, дете на погибелта. Тоа е оној кој што има како крај осуда. Затоа и оваа порака исто така повик. Христос ги повикува сите. Како што Петар беше повикан во неговата слабост, во грешноста да дојдат кај него и да побараат од него благодат, да бидат облечени од неговата праведност и така тој да даде вечен живот. И Божиот дух да ја врши таа преобразба, да го држи блиско до Христос, да го способува човек да живее мудар и праведен живот. И нека Бог ни помогне на вистина да живееме таков живот и да не благословува со таа истреност на верата, таа постојаност во нашата љубов кон него. Нека тоа слово работи во нас и не поучува, да не предупредува и да не охрабрува, за да го живееме нашиот живот во близината со Христос, свесни за нашата слабост. И па да се молиме. Татко Небесен, нашите греови навистина се многобројни, безбројни се. Секојдневно се огромни. Но Твојата милост е исто така неспоредливо поголема. И го знаеме тоа, Господи, од нашето искуство секојдневно. Но уште повеќе сме уверени во таа вистина од откровението на Твоето Слово, кој е вистинито, изговорено од Тебе. И Ти си верен кон Своето Слово. Сите ние можеме да се видиме себе си во Петар, во тој негов неуспех. Не сме подобри. И Ти благодариме што беше верен кон Петар и кон сите нас. И покажуваш голема милост и благодат. Да славиме и Те благодариме за тоа. И се молиме нека Твојата благодат не зајакнува сите нас. Да не оспособува, како што досега го правеше, така и понатаму да продолжиш. Да ја водиме таа борба, добрата борба. Да чекориме во овој темен свет во кој живееме и да останеме како верни и добри сведоци за Тебе, за Твојата благодат, за нашиот Спасител Господ Исус Христос. Ти благодараме, Татко, што не повика, што не благослови. Се молиме за ова во името на нашиот Господ и Спасител, нашиот Исус Христос, првосвещеник, кој се моли, се застапува за нас. Во тоа славно име се молиме. Амин. Амин.